Добар ден, почитувани. Предстои на новата Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дали знаевте дека седењето долги часови пред компјутер или наведнатата глава над мобилниот телефон може да создадат сериозен стрес врз вратот и рбетот? Како физичката неактивност, неправилното држење на телото или пак интензивниот спорт влијаат на рбетниот столб? Кои се најчестите причини за болка во грбот кај спортистите? За современите методи на третман на болки во грбот, но и за важноста од правилната техника при вежбањето, зборуваме со доктор Михаел Таушанов, неврохирург. Останете на Телма. За болките во грбот поради физичката неактивност, но и проблемите со рбетот кај спортски активните лица. Денеска зборуваме со доктор Михаел Таушанов, неврохирург во клиничката болница Жан Митрев. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте. Мило што сум повторно овдека. Денеска имаме едно издание кое што ќе изобилува со корисни совети и препораки до нашите гледачи. Еве на почеток појаснете до што најчесто доведува физичката неактивност кога станува збор за рбетниот столб, кои се оние првични промени на рбетот што можете да ги забележите кај луѓето со долгогодишен седечки стил на живот? Така. Прво што знаеме да живееме сега во модерно време каде што голем дел од професиите се во седечка позиција пред компјутер, особено кај младата популација кои што се финкаши или IT инженери кои што седат постојано. Имаат склоност поради позицијата на седење да се појавуваат слабост во вратната регија и во рамењата, затоа што не се секогаш исправени, туку знаат да се олабава, да биде полека со позади на грбот да прилинат, без при тоа да имаат потпора правилна на задниот дел од грбот. Односно, не ги користат сите тие ортопедски столици за потпора. Секундарно на тоа, поради неправилното седење, доаѓа до болка во вратната мускулатура и тие вратни мускули со текот на времето почнуваат да се воспалуваат. Поради нивото воспалување, телото зазема некоја неприродна позиција со цел да надокнади за да може да се издржи секојдневната работа. Хронично подолго време како што се седи во неправилна позиција без при тоа ако нема физичка активност, доаѓа до слабост на некоја мускулатура, воспалување на другите мускули и секундарно се јавуваат тие болки, секој може и болки да се појават, во ретки случаи знае и дури зуење во ушите. Значи тинитус може да се појави. И тинитус може да се појави, иако е релативно многу поретко од болката во вратот и главоболката. Колку сериозен е тој синдром, така наречен текнек, односно технолошки врати? Колку килограми оптоварување чувствува вратот при различни степени на наведнување? Да, зависно колку степени ќе се наведне вратот, дали е 15 степени или 30 степени, се иде 2 до 3 пати повеќе може да осети болка, се префрат на мускулатурите позади, на вратната мускула. Така, главата вели во неутрална положба тежи околу 5 килограми, но ако ја наведнеме под агол од 15 степени, тежината што ја чувствува вратот се зголемува на околу 12 килограми. Близко на 30 до 2 степени пати. веќе станува околу 18 килограми, а на 60 степени дури 27. Значи, зборуваме за сериозно оптоварување на вратот. Што тоа значи за пршлените, за дисковите, за мускулите? Може тука да се јави дискус хернија, например? Дефинитивно може да се јави. И тоа доаѓа секундарно на првично мускулите ќе пробаат да надокнадат, односно да затегаат колку што можат, меѓутоа со тек на времето самата таа позиција нема да може да веќе компензаторно да биде и при некоја малце понак во движење, тие дискуси кои што се наоѓаат помеѓу што се меки, ќе се излеат и ќе почнат да притискаат, затоа што самото излевање на дискусот, односно дискус хернија, што е како што е името, притиска на нервите кои што излегуваат. И се јавува секундарно на тоа, ќе се јави болката, затегање, трнење во прстите на рацете, како мрави и луѓето обично кога доаѓаат и на преглед се жават како докторе болката ми е во десната рака, во вие 3 прста или во рамото и потоа со прегледи и со добро земена анамнеза доаѓаме дека уствари болките потекнуваат од вратот, иако во тој момент може болката во вратот да не биде толку доминантна.
Како советувате да се држи мобилниот телефон за да се избегне сето ова? Денешно време може со wireless што ги имаме слушалки без конекција, каде што нема веќе толку потреба да биде вака главата наведната. И единствено на тој начин би можел да посоветувам, или ако може да се избегнува колку може помалку да има. А додека скроламе на телефонот и вака сме наведнати, претпоставам треба да се подигне. Треба да се подигне телефонот дефинитивно, и ако некој од таа самата е лоша навика која што за жал повеќето ја правиме, која што денешно време тоа што дека гледаме рилови, дека сакаме да видиме дали има некоја многу интересна работа. Ништо тоа нема да не избега, може да почекаме со пократко седење на телефон и повеќе уживање во животот, да не се фокусираме на некои беззначајни работи. Знаме дека и телесната тежина исто така има влијание врз ребетот. Со секој килограм се зголемува ризикот од некаков проблем. Но што ако качиме 5 или 10 килограми повеќе од нормалното? Како што спомнавте преска за вратната регија, каде што ако главата се наведнува за 15 степени, 2 пати скоро се зголемува болката во цервикалната регија на 3 пати, на 30 степени до 3 пати. Сличната работа ќе биде и со килажата. Секој килограм кој што го добиваме повеќе од што е пропорционално по body mass индексот, се представува околу 4 до 5 килограми повеќе, односно ако хипотетички сме зголемени на 5 килограми телесна тежина, што гледаме во абдоменот, околу 20 килограми би чувствувало тоа болка во кичмата, на оптерување на кичмата. Значи, оптерувањето во кичмата исто така расте и се создаваат проблеми. Да. Дали ќе чувствуваат болка дури од некои што се спортски активни доколку качиле некој килограм плюс? Ако е доколку се спортски активни, не ја осеќаат толку таа болка во качувањето на тежината, поради тоа што не има доста развиена мускулатура, која што има возможност да надокнади. И поради тоа ние кога доаѓаат на преглед пациенти кои што имаат болки, меѓутоа самото по себе не личи дека е за оперативно лекување, даваме совет да се прават вежби за јакнување на грбната мускулатура, особено во ломбалниот дел на кичмата, тоа е задниот дел на кичмата, кај крстот, да, или по англиски да се прават вежби за јакнување на корот, значи на абдоминалните мускули и на криличните мускули, со цел да се добие таа база која што ќе овозможува на целото тело да функционира, да биде цврсто, да нема изместување од централната оска. Значи слабата стомачна мускулатура исто така ќе доведе до болки во грбот. Дефинитивно, тоа целото тело е целина. Не е како посебен систем едно друго. Сите работи си функционираат заедно. Така. Значи, погубна комбинација би била физичка неактивност и покачена телесна тежина. Многу поголема веројатност да се создадат проблеми со ребетот и да се почувствуваат болки. Сега, физичката активност е потребна за здравјето на ребетот, но постојат ли спортови што го штитат ребетниот столб и спортови кои што можат да го преоптоварат? Има разлика. Прво да почнеме спортовите кои што се најпријатни за ребетниот столб и кои што најмалку му пречат. Тука би било пливањето. Особено грбното пливање. Затоа што е во вода, има некоја потпора и самата енергија која што се пренесува на грбниот столб не може да се донесе до повреда. Или многу ретко би можела да дојде. Бидејќи тие што имаат проблем со вратот понекога се жалат дека пливањето им создава дополнителна болка доколку не е грбно. Па за тоа искам да спомнавме дека грбно пливање дека да. Меѓутоа и со аналгетска терапија со пливање може да се појачаат мускулите кои што се не само од задната мускулатура, туку и грбот, што е горниот дел на мускулатурата, кај што е цервикалниот дел, торакалниот дел на мускулатурата, и со тек на време и таа болка би се намалила. За разлика, каде што е со најблагодарно, исто тука и пилатесот и јогата се во ред каде што нема можност за повреда. Спортските активности кои се популарни како фудбалот, кошарката, каде што има и контакт физички, каде што може да се повредат и без
самите играчи се честа појава. Кај нив работата самата енергија која што се става во наглите движења, во и викаме сец, како со цела енергија ќе проба да застане, да продолжи. И во тој момент се појавува се најчесто се тие изместувања каде што дискусиите излегуваат или има повреда на кичмата, па воспалување на кичмата и нормално или во ракометот каде што се постојано имаме удари за време на такмицата на работниот стоп. Вие сте доктори на македонската кошаркарска репрезентација од август месец на сениорската, да. Сега во кошарката има многу скокови, ротацијски движења, потоа приземјувања кои што може да бидат незгодни. Дали се јавуваат често проблеми со ребетот кај кошаркарите и на кои делови од грбот најчесто страдаат? Кај кошаркарите со искуството сега што го има, највеќе страда долниот дел од ребетот, мобилниот, поради доскоковите, затоа што како сте ги гледале сигурно такмиците на кошарка се крмнички се тепаат таму и свака им час што успеваат да издржат таква такмица каде што се гледа за секоја топка, за секој поен дава до крај остануваат и при овие такмици, овие надпревари се случува да има силни удари, да при доскок да се појавуваат, да има болка и на последната такмица мислам дека една од кошаркарите дури беше префрлен преку друг играч, значи пат од метро и пол на ребет, меѓутоа без никакви последици, затоа што поради тоа што имаат јака мускулатура која има возможува да ги абсорбираат сите тие повреди. Но се јавуваат, може да се јавуваат и повеќето е што тие се акумулираат и во еден момент кога веќе телото не може да ги да се адаптира или тогаш доаѓа кај нас, нема веќе компензаторните механизми, тоа ќе доаѓаат кај нас на преглед. Дали интензивните тренинзи може да доведат до болка во грбот и до некакви повреди на ребетот? Се разбира, затоа што при тренинзи мускулните влакна се кинат и се текна и потоа се создаваат нови мускулни влакна кои што ги прават мускулатурата појака, односно се изградуваат. При постојано вежбање, при голем напон без претходен добар одмор, телото склоно на повреда првично и втората работа е што нема доволно време да се одмори мускулатурата за цел да биде во својата топ форма. И ако еден ден хипотетички некој играч успева да тренира на многу високо ниво, утредента не мора да значи дека ќе би го можел на истиот тренинг да го постигне. Ако одмори вториот ден за нијанса послабо да биде, третиот ден може да помени и на нови величини, на уште поголеми тренинзи, затоа што му дал доволно време на телото да се одмори и да може да ја продолжи работа. Меѓутоа се разбира, за тоа имаме тренери, професори од ДИФС тука исто дел од нашиот кошаркарски тим кои што си ја знаат таа работа за нијанса подобро како треба тренизите да се тераат. А кога станала збор за луѓето што рекреативно тренираат, кои грешки најчесто ги прават? Бидејќи сега често можеме да видиме како џогираат, креваат тегови во теретани. Дали неправилната техника може да го оптовари ребетот, слично како интензивниот тренинг? Да, затоа што ја лично идам исто во теретана и ги гледам помладите луѓе што се тука околу како средношколци или почеток на факултет, кои форсираат со големи тежини, меѓутоа неправилно држење на телото. И се случува, знам да ги опоменам затоа што се прават асиметрични вежби, како например ако треба да биде заградиван, ќе се искрива целосно вака нешто како да биде за поголема тежина. И во тој случај самото вежбање станува веќе контрапродуктивно, затоа што не се вежбаат правилно мускулатурите, не е правилна позиција на работниот стоп и се доведува или до повреда, или до поголема повреда. Да, понекогаш по вежбањето велат ме боли ребетот, тоа е прв знак дека всушност неправилно се вежбало техниката. Обично тие што ќе се појават во последните неколку месеци имавме
број на помлади пациенти кои што за жал завршија неоперативно лекување поради неправилно вежбање или вежбање со поголема тежина, кои што одма после вежбањето може да не осетат болката, туку ден-два после тоа, од кога телото ќе се овлади, кога веќе ќе се почувствува таа болка. И болката обично кај нив почиња со болка во грбот, иде до низ нозете, почиња трнење во нозете, како мрави, едва и да газат и секундарно на тоа пробуваат и некоја позиција да зафатат која што не е природна со цел да може да енергијата, да си помнете енергијата да се распореди повеќе на здравата нога, каде што нема протрузија на дискот. И тоа обично, значи, излегува протрузија дискот. Да, обично, кај млади луѓе сега ви кажувам како околу 25, 26, 27 години, така имавме некој број на пациенти кои што... Значи, внимателно и предпазливо при вежбањето, со добра техника да не се претерува со тежина, правилни движења. Најбитно е правата тежина, правото седење, правото изведување на вежбите, затоа што тежината ќе си дојде сама по себе, како што ќе се акне мускулатурата, така ќе може и повеќе и поголема тежина да се крева. Се почесто се советува и повозрасните лица да работат со тежина. Тие веќе имаат дел од нив дегенеративни промени на ребетот. Добро. Каков пристап кај нив препорачувате? За да не се повредат? Да не се повредат, така е. Би било пожелно за почеток да си има стручни лица кои што се тренери, кои што имаат да ги наредуваат и да работат со нив еден на еден, да може да ги пратат у секое движење, да ја научат техниката како е за правилно вежбање, со цел да нема последици поголеми, затоа што кај нив помала енергија е доволна и неправилно движење да има полоши повреди. Да, последици по нивното тело. Меѓутоа, се препорачува да бидат активни, затоа што со секоја физичка активност се зајакнува мускулатурата и со тоа им се подобрува квалитетот на живот. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да поставуваат прашања во денешната Телма амбуланта, почитувани емисијата Контакт на овој момент. Ние продолжуваме понатаму, дали може една обична повреда на коленото да доведе до проблеми со ребетот. Еве сега пример со спортист кој што го повредил коленото, па потоа штети таа нога, се јавува некоја асиметрија, се движи неправилно, ќе се јави ли дополнителен стрес на ребетот? Истото тоа важи за некој што си го повредил коленото, кој што не е спортски активен. Се разбира, затоа што од проблем со ребетот. Телото е целина, може да биде и коленото, може да биде и скочниот зглоб, понатаму што таа биомеханика која што е како целост која што се гледа, ако една оска е нарушена, другата ќе пробува да компензира. И при тоа компензирање сепак не е во здрава состојба или во правилна состојба, поради која што се појавува секундарно и болките во ребетниот столб. Кај нас конкретно ако збориме сега за повредите на коленото, има убава метода која што се користи, тоа е ПРП, односно плазма-рич протеин, каде што со сопствена крв се центрифугира и се аплицира во коленото и овозможува заздравување. Ако има некоја почетна лезија, да речеме менискус, тоа го прават ортопеди, травматолозите, меѓутоа тоа што работуваме со нив како една целина сме и екипа и го гледаме целото тело како целина, холистички, да, без да има посебно. Што е со проблемите со стапалата? Ако се рамни, ако има болка во петицата? Ако се случуваат тие повреди, прво се прави преглед кај нас, каде што ние го диагностицираме таа патологија. И обично имаме прашање дали од деца било или сега како повозрасни сме приметиле дали претходно немало мака. Најубаво е да се направат компјутерски изработени вошки, кои што се овозможуваат да има стабилност и кај што точно се гледа колку е разликата или колку едната нога е пократка од другата, колку има изместување, со цел да може да се коригира. И секундарно на тоа ќе се коригира и проблемот во ребетот и ќе се избегнуваат понатаму проблемите кои што би настанале. Дали е важно какви патики носиме при движење или пак при спортување? При спортување особено е важно, затоа што ако се со малце помека подолга или се пониски, овозможува да биде попријатно да апсорбираат
импакт, односно висока енергија која што би имале при доскок. Колку повисок доскок ќе имале ако продолжено се трча, да ја апсорбираат таа енергија, за да не се пренесува преку стапалата, колената и секундарно низ хребетниот столб. Значи изборот на чевли директно поврзан со болката во грбот? Не, може да биде, меѓутоа како повеќе како превентива да се заштити грбот. Така. Многу родители веруваат дека сколиозата кај нивното дете може да се реши, да се подобри со спортување. Дали е тоа точно? Дали секој спорт доведува до подобрување на сколиозата? Има ли некои спортски активности што може да го влошат искривувањето? Се разбира дека може да се подобри со спортување, меѓутоа првично кога доаѓаат пациентите се прави рентген панорамско снимање, кажуваме, каде што се мери коп енги, односно колку има изместување, кој е ниво на сколиоза и врз основа на тоа се даваат препораки. Повторно тука ако е мало изместувањето се почнува со пливање, меѓутоа ако е поголемо може ќе треба да се носат тие имобилизатори, бреслет што ги кажуваме, за хрбетниот столб. Значи не секогаш без консултација со доктор, без преглед, да се наслепо почнување било која физичка активност и без надзор може да биде контрапродуктивно. Има нешто што не советувате од физичка активност кај деца со сколиоза? Водека се во развој самите кикбокс или некои high energy спортови каде што може да допринесе повеќе, дури во асиметрија, каде што има асиметрија, би можело и тенисот дури во некои моменти да биде тоа што повеќе се користи едната рака, може да допринесе за влошување на сколиозата. Ќе вклучиме гледач. По продолжение на денешната Телма амбуланта ќе го проследиме прашањето на првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам на трешноста на Зелко Прилеп. Така. Поздрав до почитаваниот доктор и поздрав до целото студио. Благодарам. Видете, се соочувам со болки во вратот и би го прашал почитуваниот доктор дали може од болките во вратот, од имам спондилози цервикалис како шилци во вратот, да се јави вертиго, тоест вртоглавица во пределот на очите и кај слепочницата. Толку тоа ми е прашањето. Така, дали може да се јави вртоглавица поради тој проблем што го имате со хрбетниот столб? Докторе, повелете. Прво, убаво прашање, поздрав и до Прилеп. Самата, како што спомнавме на почетокот, се појавуваат, има пациенти кои што вратната спондилоза, проблемите со родот да постават вртоглавица може, меѓутоа би било положено и претходно да се испитате некои други работи, да со кардиолози да немате вие проблеми со крвниот притисок и нормално најзлатен стандард за 100% да бидеме сигурни дека не се прави некој пропуст, би било пожелно ако да дојдете да ве прегледам и ако ги имате снимките порано направени каде што е дијагнозисирано кај вас, да ја потврдиме и дијагнозата и врз основа на тоа и да ви даеме правилно лекување со цел да не ги чувствувате тие вртоглавици повеќе. Ајде да го слушнеме и следниот гледач во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да ве поздравам вас и докторот. Благодарам. Јас сум гледачка на вашата емисија редовна. Баш ми е драго. Од Скопје сум, возрастна жена на 77 години. Така. Од работата ми беше со седење претежно, како што кажа докторот. Меѓутоа, откако отидов во пензија во 2012 година, јас почнав да се движам секој ден од 5 до 7 километри пешаче. И на одмор пливав. Меѓутоа, последните 2 години почнав да осеќам болки во половината. И па и покрај тие болки упорно пешачев, дури се качував до Калето горе кај музејот на современа уметност, се враќав, значи ги вршев сите активности.
Меѓутоа, ова лето забележав дека многу побавно се движам и многу потешко се движам. Побарав од матичната упат за рентген и сега ќе ви ја прочитам диагнозата од рентген. Ајде. Локализирана кифоза Т12Л1, понагласена дистална торакална лумбална девијација во десно, умерена спондилоартрозни промени во дегенеративни дискална болест и редукција на ИВ просторите со вакуум, феномен на дискусот L2-P3, калцификати на зидот на АБД аорта и место на бифукацијата. Сега, кога ја добив ова диагноза, побарав од матичната докторка да ме упати на ортопед, меѓутоа немаше термин и таја ми советуваше да почнам со физикална терапија. Почнав со физикална терапија и после петата терапија мене ногата лева тотално ми се укочи, не може да се движам поќе. Физиотерапеутот не ја прекина терапијата, рече дека тоа е реакција од терапијата. И 10 терапии ги поминав. Меѓутоа, болката во ногата остана неподнослива и ево веќе трета недела не можам да се движам со левата нога. Матичната ми испрати во центарот Мајчин дом за локализирање на болка, центар за болка, каде 10 дена примав инфузна терапија со аналгетици. Кој тип на аналгетици да не одземам. Така, значи аналгетици, но и понатаму си го имате проблемот и сега сакате да најдете начин тоа да се реши. И сега последно денеска ми испише од центарот за болка и докторката ме упати, рече, треба да одиш на неврохирург и на ортопед. Така, гостинот е неврохирург, од аспект на неврохирургија тој ќе даде одговор на вашето прашање за вашиот проблем. Ви благодарам за вклучувањето и што го споделивте вашиот проблем во емисија. Што би советувале, докторе? Прво, браво, импресивно е така на 17 години што сте толку физички активни и да жал ми е само што слушам дека и да сте имале одпред некој месец ситуација каде што тоа почнава да ви се ограничува. Најзлатен стандард за ваква патологија првично би кажал да се направи еден магнет на ребетниот столб на ломбосакралниот ребет со цел да се има точна диагноза. Најверојатно се работи за некоја протрузија на дискот која што ви ја притиска левата нога. Кај мене може да дојдете на консултација, на контрола од понеделник да се видиме со тие снимки и се што имате направено и понатаму да пробаме да ви помогнеме, затоа што ако имате примерно инфузиона терапија, болките не се смируваат, треба да го откриеме проблемот и да пробаме да го решиме. Ќе проговориме во текот на емисијата и за современите начини на решавање на болката во ребетот. Само уште неколку подпрашања кои што се однесуваат на децата и на физичката активност, бидејќи тинеџерите и младите лица воопшто понекогаш интензивно спортуваат. Дали тоа кај нив може да представува проблем? Доколку, бидејќи кај возрастните спортисти, интензивниот тренинг може да доведе до проблем со ребетот, што тоа пак значи за детскиот ребет кој што е во фаза на развој? Се додека не се ставаат големи тежини, нема да има проблем. И дури се препорачува да вежба, да се физички активни. Затоа што мускулатурата се зајакнува, овозможуваат здрав развој и најбитно во повеќето физички активности се социализираат, односно не се цело време пред компјутерите, не се сами, како не се изолирани. Проблемот е кога се форсира прекомерно, а уште самиот раст и развој не е завршен и во тој момент може да биде со контраиндициран. И затоа повторно ќе се повторам себе си дека пожелно е да има некој тренер или човек кој што ги надледува тие вежбања, за да сепак младите луѓе знаат да се занесат, знаат да имаат поголема тежина што можат и при тоа се повредат. Кога ќе се јави кај вас некој лице кое што
спортува рекреативно или професионално сеедно со болки во грбот, како се проценува? Дали е тоа резултат на замор, на преоптовареност на грбот или пак се работи за некој посериозен проблем? Првично правиме детален преглед, значи се прегледува целото тело, не само местото каде што го боли, каде што се жали пациентот или пациентката, туку се гледаат како целина. И се гледаат и нозете, се гледа и вратот, се гледаат и рацете. И врз основа тоа може да што некојаш болката може да биде отстрана на едно место, да протекне од сосема друга реќа. Знаеме потоа да освен прегледот требаат испитувањата се направат во лаборатории, снимања кои е потребно ќе се направи и имаме целосна слика од сите аспекти, врз основа на таа слика го даваме правото решение за индивидуата. А има ли некои специфични симптоми кои што укажуваат дека е, да речеме, притиснат некој нерв? Најчесто како што се јави пациентот со болката како трнење каде што ви почнува да ви трне ногата, како мрави, како струја, како тоа е најизразено, најчудно, тоа иде обично или до стапалото, а некогаш знае да ги фати и прстите. Има чувство секогаш дека нешто им трне. Затоа што самиот нерв што ги спроведува почиња да е притиснат. И секогаш за операциите не се за болката, која ќе кажеме ние оперираме, не оперираме за болка, оперираме со цел да го зачуваме нервот. Затоа што ако изумре нервот, потоа и да биде операцијата нема да има поента. Кои се современите методи за решавање на ваквите проблеми? Во денешно време, после целокупниот преглед, има можност да се даде со терапија аналгетска и кортико, која што ги намалува симптомите, која што значено помага. Меѓутоа имаме можност со колегите од радиологија, кои што под КТ навигација се боцка кортико во коренот на нервот и голем дел од пациентите се задоволни и долго време нивната симптоматологија се намалува или во некои случаи дури исчезнува, дури после може година две ако им се повтори да се вратат, меѓутоа дефинитивно тоа е понова метода која што има добар резултат и убавината на таа метода е што ни функционира и како диагностичко средство. Самото тоа подобрување ни окажува дека и понатаму ако има потреба или ако се влоши состојбата и ако неизбежно е оперативниот третман, дека ќе има подобрување постојано. Доколку со овој третман се повлечат симптомите, тоа е или ако се позитивен намалат, сигнал, така. позитивен дека оттаму е маката и дека понатаму е било уште подобро. Ајде да го слушаме следното прашање од гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете во програма сте. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Сакам да прашам нешто за сопругата. Така, повелете. Баш она кога одмара има болки меѓу плешките на грбот. Добро. Измеѓу плешките, кога се движиме, шетаме дневно по 1 саат. Кога се движи има болки, кога одмара нема. Во кој дел од грбот има болки само точно? Меѓу плешките, горе. Во горниот дел. Горниот дел, да. Добро. Значи само при движење, само при движење како разбрав, не при одмарање или обратно кажавте. Добро. Значи кога е присутна болката? Добро. Што можете да советувате? Вака прашање се добро, не сватив само дали болката се пренесува дали низ носете или само горе во грбот, меѓутоа може ако е само во горниот дел на грбот, може да се работи за спазам на мускулатурата или пак дури може да биде секундарно и некоја воспаление и би било пожелно првично да се направи на лабораторија со цел да се истичи дали има некој процес кој што ги потенцира овие промени. А меѓувремено додека да се консултираат со специјалист во оваа патологија, може да со Б комплекси, магнезиуми, со цел да се види дали е нешто по лесно или ќе се бара по детална диагностика. Во кој случај проценувате дека е неопходна хируршка интервенција и дали има некои методи кои што се минимално инвазивни? Самото оперирање во нашата институција се работи
кој што е можно помалку минимално инвазивно или во народ позната како лазерска операција, каде што резот гледаме да биде во кав, ако е на едно ниво, и со минимално сечење да се навлези, да се отстрани дискусот. После тоа се прави неколку шавови и пациентите се пуштаат на втори или трети ден од оперативното лекување дома. Значи доколку на нога излезе дискусот, значи се отстранува? Се отстранува дискусот, се влегува, се прави мал рез, се отстранува лазерски, се затвара, втор ден после операција пациентите се на нога и веќе вториот ден обично после операција се заминуваат од нашата клиника. Значи се задоволни. Задоволни. Да. А доколку нервот е некаде приклештен? Затоа и е операцијата. Дискусот го притиска нервот и ние кога го секогаш е тоа поврзано со дискусот. Да, затоа што изливањето на дискусот притиска на нерв и поради тоа е операцијата, затоа што тоа е како ова ако е нервот, одзгоре имате вака дискусот му притиска камен и не може да функционира никогаш нормално. Ние го странуваме тој камен и кога ќе се трне може да се почне процесот дури тогаш на регенерација на нервот и негово поравување. Нормално има колку повеќе се чека, толку повеќе време треба парување, некогаш и не е целосен ефектот како што би било кога е одма на време фатен. Затоа што колку повеќе се притиска едно место, толку повеќе трпне и повеќе се губи. Постои ли шанса на тоа место да излезе уште мал дел од дискот? Обично и повторно да се направи на исто ниво проблем. Не се случува. Но на друго во нашето искуство не случува, меѓутоа ако отстране целосно дискусот, не би требало да се појави на тоа место, нема веќе што да се појави, да што отстранете. Додека на другите нивоа, да, може, затоа што сепак таа механика, што е биомеханика на стабилноста на работниот столб, при некои движења, иако тој амортизер таму изместен, може на друго место да се случи ако неправилно се држи телото или ако постоперативно не се следат препораките за екнување на мускулатурата и на правилен начин на живот и држење на телото. А дали болката секогаш исчезнува после операцијата? Има ли случаи каде што е направен хируршкиот зафат успешно, а пациентот и понатаму се жали на болка? Да, и обично болката, тоа и предоперативно им кажуваме на пациентите, дека очекуваме 80% од болката до 90% од болката да исчезне. Сепак тоа што освен самиот нерв бил притиснат. Сега не можеме ние да гарантираме дека ќе исчезне 100% болката. Кај некои пациенти после 3 до 6 месеци исчезнуваат и целосно болките, кај некои има минимално перистирање, меѓутоа повеќето кои се одлучуваат за операција се луѓе кои што не може да се движат од болка, кои што не може да застанат на таа нога. Квалитетот на живот драстично се подобрува, каде и после тоа функционираат со нормално. Обично луѓето се плашат од ваков тип на зафати. Да, останат гледаат да ги избегнат или да ги одложат што е можно подолго време. Може ли со вежбање, со физикална терапија да се реши проблемот? Ние секогаш пробуваме максимално што може да биде конзервативно, да се исцрпат сите можни начини на конзервативно лекување и кога повеќе нема опција, кога не поминува со ништо, тогаш се предлага оперативно лекување. Или во некои случаи каде што е многу драстична ситуацијата или е многу чекано, тогаш ја предлагаме претходно. Носи ли оваа операција ризици? Како секоја операција има некои минимални ризици, меѓутоа тие се под 1%. Иначе тоа што е стравот кај луѓето дали ќе останам инвалид, не сме имале така некој да остане инвалид постоперативно. Колку време по еден ваков зафат спортистите може да се вратат назад на тренинг? Тоа што обично се јава за млади луѓе, помеѓу кои што се физички јаки, обично од 3 до 6 месеци се враќаат во пуна енергија. На трети месец веќе почнуваат со тренинзи, после тоа веќе од 6-тиот и збориме повеќе за спортисти кои што имаат контактни спортови, дека тие кај што има не е со контактен спорт може и побрзо се вратат. Мислам, од прилика третиот месец е враќањето, меѓутоа колку повеќе има можност за повреда или удар, толку повеќе се чека момент да се опорави целосно телото и се да биде во топ форма. Но што треба да внимаваат оние кои што веќе имале ваков зафат, за да не се повтори дискус хернијата на некое друго место на ребетот?
Обично го знаат движењето кои што го направиле, секогаш се свесни кое движење бива тоа, некое сет движење каде што нагло и да го избегнуваат тоа движење после. И тоа е. А кои се најважните навики што треба да ги усвои секој од нас за да си го заштити рбетот и да не дојде до вакви проблеми? Првично е било правилното стоење и правилното седење, да не се навалуваме премногу напред, да не бидеме како згрчени. Како да седиме? Како моментално вие што седите, вака целосно сте исправени, се гледате как Но има прекрстено за тоа да се избегне или не? Минимално смета, тоа меѓутоа најбитниот дел е да рбетот исправен, главата нагоре, се гледа право со цел да што иако е грбот исправен, а главата е надоле свиткана, во тој момент повторно се чувствува болка на задниот дел на рбетот и подсвесно се навалуваме надоле што погледот не е надоле. Меѓутоа кога би гледале, кога сме нагоре, нема рако паун вака да сиде со главата скрос нагоре, меѓутоа да биде барем во права линија за да нема свиткување. Втората работа би било да се има правилни чевли, односно да се држи равнотежа при движење и физичката активност, односно да секој од нас да пробува да спортува барем 3 до 4 пати неделно, најмалку по 1 час. За повозрастните што советувате? Пешачењето би било доволно кога станува збор за здравјето на рбетот? Што е со оние што имаат слаба мускулатура на стомакот и грбот, на торзото, како да е зајакнат, а се во години? Пешачењето е добро, одлично, затоа што сепак се намалува ризикот од повреда. И најбитно е да имате некој начин на диетален режим, односно ова повеќето зборуваме пациенти кои што имаат и обезност, значи да внимаваат на исхраната, да се нормализираат и со физичката активност ќе се доведе доволно во форма за да може да се издржи телото. И да не седиме по цели денови со навидната глава на мобилен телефон. Тоа би било исто така пожелно. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Само ќе се видиме повторно. Ќе се видиме секако. Ќе обработиме уште некоја тема која што ќе биде корисна за гледачите. Почитувани, ова беше уште една емисија што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам што и денеска со внимание не следевте од почетокот до самиот крај, а и за прашањата што ги упативте во неа. Се гледаме следната недела од понеделник во 12 часот и 50 минути. Пријатно.